Смрт или слобода е идејата водилка на секоја генерација која што се обидувала низ историјата да ја оствари слободата на Македонија. Единствен пример кога слободата е извојувана е народно-ослободителната борба и денес сме среќни што можеме да го прославиме 70 годишниот јубилеј од ослободувањето на Скопје. Фашизмот е победен пред 70 години, но наша задача, наша должност, наша обврска денес е повторно и повторно да го препознаваме и да го победуваме. Битката за слобода денес е битка за слобода на мислата, денес е мисла за слобода на говорот, денес продолжува да биде битка за слобода на изборот. Затоа СДСМ продолжува во оваа битка и ќе се обидуваме и натаму да вложуваме голема енергија во просперитетот, иднината и благосостојбата на Република Македонија. Жал ми е што и денес можам да констатирам дека иако СДСМ се обиде на достоинствен начин цела една недела да посвети на овој јубилеј, власта ја покажа својата малициозност со тоа што не дозволи денеска во Домот на армијата да одржиме трибината која што беше планирана во 13 часот. Се надевам дека понатаму ќе имаме прилики каде ќе покажеме дека заедно на достоинствен начин сите граѓани, заедно со сите гарнитури ќе го прославуваме овој празник. Благодарам. Нашата програма беше еднонеделна за одбележување на јубилеот 13 ноември и меѓу останатото, покрај тоа што символите црвена петокрака и црвен цвет беа дистрибуирани на повеќе пунктови во градот Скопје со цел да го одбележиме овој празник, односно символот под кој што оваа победа е извојувана. Исто така имавме најава дека денес во 13 часот во малечката сала во Домот на армијата ќе направиме трибина со наслов Антифашизмот 1944 и денес, на која што своје учество најавија и борците од народно-ослободителната борба. За жал, иако најуредно беше поднесено барање во Министерството за одбрана за дозвола за овој настан, уште изминатиот петок, до крајот на вчерашниот ден, со завршувањето на работното време, таа дозвола не успеавме да ја добиеме. И покрај тоа што не ја добивме, немаме ниту било каков одговор во врска со нашето барање до овој момент. Благодарам.